Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот на вечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Ако македонската песна за сите нас ја мелем на душата, тогаш и во ова наша емисија нека ги развесели вашите срца, а со тоа ги затопли и вашите домови, почитувани слушатели. Па, пријатна разонуда. Кајче плови, дури сонце тони, отвори порти своји, о граде мој. Мугри кајче плови, дури сонце тони, отвори порти своји, свети Климентови. Охрид, охрид, граде вечен, слово чуваш ти. В гради гори пламен за царство наше Самуилово. Охрид, охрид, граде вечен, слово чуваш ти. В гради гори пламен за царство наше Самуилово. Свечен е ден за нас, отвори порти своји, о граде мој. Камбаните бијат, свечен е ден за нас, отвори порти своји, свети Климентови. Охрид, охрид, граде вечен, слово чуваш ти. В гради гори пламен за царство наше Самуилово. Охрид, охрид, граде вечен, слово чуваш ти. В гради гори пламен за царство наше Самуилово. Гради гори пламен за царство наше Самуилово. Драги дечиња, повторно сме со вас. Вечерва ќе ви се посветиме на една приспивна приказна која е од мама Ана. Па да ја чуеме. Што ќе ми читаш пред спиење, мамо? Вечерва ќе ја читаме приказната
Во земјата на Сончок. Една дождлива вечер, кога од сивите облаци паѓаа големи капки дожд и тропаа на прозорецот, Биби се подготвуваше за спиење. Биби ги облече пижамите, легна во нејзиното топло, меко креветче, го гушна виолетовото мече и ги затвори очите. Но не можеше веднаш да заспие, иако беше мощна уморна. Таа лежеше и гледаше во прозорецот по кој течеа дождовните капки. А во меѓувреме, во соседството Боби цврсто спиеше во своето креветче. Во волшебната шума спиеа сите освен стариот Буф и господинот Лилјак. Мечката спиеше и рчеше во нејзината длабока дупка. Спиеа и волкот и лисицата во нивните топли суви дувла. Спиеше и верверичката во нејзината куќа горе на дрвото. И зајачињата во нивниот стан во корењата на дрвото. Спиеше и Деси во нејзината подводна пештера во езерото. И самовилата Луна во нејзиниот прекрасен нежен цвет. И Алфеј спиеше во неговото облаче во подножието на виножитото. Сите спија и сонуваа убави соништа. Само Биби не можеше да заспие, иако беше навистина многу уморна. Биби почна да се прашува зошто не ѝ доаѓа сонот, кога се слушна тивко тропање на вратата од нејзината соба. Биби полека стана и ја отвори вратата. Таму стоеше едно момче, на нејзини години, но изгледаше мощно необично. Целото беше сино, но и малку прозирно, како да беше направено од мек син облак или од сладка сина шекерна волна. Кој си ти? Го праша Биби. Јас сум Сончок, од земјата на соништата. Дојдов да ти помогнам да заспиеш, рече момчето и ја фати Биби за рака, па ја поведе назад кон креветот. Навистина Биби веќе чувствуваше како сонот полека и натежнува на клепките. Се вовлече под кебенцето, повторно го гушна мечето и се продзевна. А што ќе направиш за да заспијам? Праша Биби со сонлив глас. Ќе те земам со мене во мојата земја, одговори Сончок. О, но јас не можам да спијам кога патувам, рече Биби. Навистина таа многу сакаше да патува и да гледа околу себе, но ако може тоа да биде утре изутрина, откако ќе се наспие. Сега и се спиеше многу, многу и се спиеше. Не грижи се, рече тивко Сончок. За да отпатуваш во мојата земја, воопшто не треба да стануваш од креветот. Напротив, треба да си потонеш во твоето меко перниче. Така, и да ги затвориш очите. Така, и да се опуштиш. Ете така. Биби почна полека да тоне во сон. Почувствува како Сончок ја фати за рака и ја понесе со себе кон земјата на соништата. Околу нив имаше само звезди кои сонливо трепереа и дзунеа тивко, тивкичко. Месечината исто така спиеше. Си носеше капче за спиење, а во нејзините прегратки спиеше едно малечко бувче. Дури и нему му тежеа очињата, па мораше малку да прилегне. И на малите бели меки облачиња спиеа едно розово мече кое тивко рчеше, едно тиркизно зајаче кое задоволно мласкаше во сон, отисонуваше како јаде вкусно морковче. И едно бело маче кое предеше од задоволство.
Тоа исто како и Биби, дури сега тонеше во сон. Да, Биби заспиваше. Спи, Биби, и рече сончок. Спи мирно, а утре повторно ќе се видиме. Биби не му одговори ништо, оти се разбира. Таа веќе цврсто спиеше. Сончок го поднамести кебенцето со кое беше покриена, па ја бакна во челото. А потоа си замина во земјата на соништата, за и тој малку да си дремне. Зарем не знаевте дека и соништата сонуваат? Етеа, си заспа. Добра ноќ, Биби. Добра ноќ, деца. Ако и мама Ана вели добра ноќ, драги дечиња, и да имате пријатен сон, тогаш и јас се придружувам кон низе од вашата тетка Драгица. Добра ноќ, драги дечиња. Сега сонот ке дојде, нека тој те однесе в звезден волшебен свет. Добра ноќ, добар сон, надвор дивко е се, мирно очи склопи ти, сладко спи, ангел мой. Штом низ прозор твој, сончев дзирне зрак, в игри песни, детски смев, ведар весел ке си пак. Добра ноќ, добар сон, надвор дивко слушај звонли птичји пој, спи ми галебе мој. Помогнете ја радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки и слично да продолжи да се емитува и понатаму, а и да биде дел од вас, почитувани слушатели. Емисијата на Глас од Македонија, што е во недела на радио, можете да ја слушате и на YouTube ако отворите на Voice of Macedonia, каде можете да кликнете на subscribe. Со тоа ја помагате и самата радиопрограма, а истовремено е и бесплатно. Фирмата Недан Тим Real Estate, специјалисти за продавање или купување на куќи, дека е тоа така, докажува нивната успешна 15 годишна пракса во бизнисот, било за куќи, фарми, бизниси, но и специјалисти за да ви овозможат на најлесен начин да добиете моргич доколку ви е потребен.
Затоа за реновирање, лисинг, купување или продавање на неподвижен имот, препуштете го тоа на Недан тимот, телефонирајте уште денес до Васко Недановски на 647 333 9628 или 905 877 8262. Дали сакате да купите ауто, да лисате од марката на Volkswagen или пак ви треба поправка на вашата кола или пак некој дел? Тука меѓу вас е нашиот сонародник Васил Кајчевски со телефон 416-725-6335. Квалитетот на колата од марката Volkswagen е познат и загарантиран низ целиот свет, а со тоа и квалитетниот и за поволна цена сервис што ви го нуди нашиот сонародник Васил Кајчевски. Доволно е да го завртите телефонот 416-725-6335 и побарајте го Васил Кајчевски. Тебе штом те видам очи в очи, срцето застанува кочи, кочи. Пеперутки разлетани, бела боја, од тука до засекогаш љубов моја воде. Со насмевки на ките, ти и јас на цел глас се смеам штом те видам насмеана. Ти и јас гани мраз и што не запира. Ти и јас ти на дно, на поле со јорговани широко. Ти и јас твојно едно, над облак небо високо. Ке помине се и е не едра од сни плови ме. Света на 4 листа, очи топли, игриви, душа чиста. Компас што покажува 4 страни и секаде те наоѓа љубов те брани од зло. Зар постои по-добро? Ти и јас на цел глас се смеам штом те видам насмеана. Ти и јас гани мраз, ништо не запира. Ти и јас и на дно, на поле со јорговани широко. Ти и јас небо едно, над облак небо високо. Nije ne, nije ne, na edra od sni plovi me.
široko ti i ja idemo jedno nad oblak nebo visoko. Kad pomine se ti i me, najdragocniji plovi me. Како струга велат нема друга. Се уште сме со радиокараванот токму во овај убав град Струга. Градот Струга е познат и по спортот. 1908 година се формира гимнастичкото друштво Црн Дрим, фудбалот 1923 година, а 1933 година се прифаќа веслачкиот спорт. Шахот е познат уште пред Втората светска војна, а боксот и пинг-понгот по ослободувањето. Од археолошките наоѓалишта, таму се Думен камен, некропола од хеленистичко време, Струга населба и некропола од хеленистичко, римско и средновековно време, Устие на Дрим населба од неолитско и бакарно време и женска плажа, црква од среден век. Од установите, музеот бил основан 1928 година и првобитно представувал збирка на доктор Никола Незлобински. Со проширување на бројот на збирките биле отворени новите оддели. Зоолошко-ботанички оддел со 9381 примерок и историско-археолошки оддел со вкупно 2576 примероци. Во музеот покрај другите примероци изложени се 17 врсти на риби од Охридското езеро, каде се наоѓа и еден единствен примерок на морска риба кубла. Во две посебни простори изложени се историско-археолошки предмети од минатото на Струшката околина, а во збирката се представени предмети од преисторијата, од стариот и средниот век, како и од времето на револуцијата. Најголем број на експонати потекнуваат од неолитот, што е резултат на големиот број на неолитски населби, кои представуваат неисцрпен извор на докази за животот и обичаите на луѓето од овој крај во минатото. Музеот е комплексна установа од археолошко, етнолошко, историско и одделение за ликовна уметност. Основач на музеот е доктор Никола Незлибински, по националност руси, а по професија лекар и влюбеник во природата, кој во 1928 година ја презентира првата зоолошка збирка, со што се удрени темелите на Природно-научниот музеј. Постојаната природно-научна изложба, која има локален карактер, содржи растителни и животински видови од Охридското езеро и неговата околина. Во изложбата се еволутивно презентирани експонати од сите животински категории, од најпримитивните форми до цицачите. Што се однесува за спомен домот на браќата Миладиновци. Спомен домот на браќата Миладиновци е подигнат во знак на благодарност на Димитар и Константин Миладинов, а за се она што направиле за македонската национална преродба. Оваа значајна установа се наоѓа во улицата која што го носи нивното име. Во приземјето на домот изложен е алатот на нивниот татко Ристо, кој изработувал грнчарски предмети кои имале широка примена во тогашниот живот. Од тоа време датираат и неколку уметнички изработени глинени лонци, кои се поставени на посебно место во домот. На првиот кат изложени се експонати на работата на браќата Миладиновци и поедини предмети од животот и работата на нивните современици со кои браќата Миладиновци одржувале плодотворни пријателски врски. Вториот кат целосно е посветен на животниот пат и работата на браќата Миладиновци, каде се прикажани и нивните остварувања. Еве нешто и за галеријата Вангел Коџоман. Изложбата Сеќавање на Вангел Коџоман е составена од слики кои се дел од легатот на уметникот на градот Струга. Станува збор за постојана поставка отворена 1974 година во спомен куќата на Коџоман. Циклусот слики насловен Струга во минатото ја открива страста на уметноста да ги регистрира староградските мотиви кои веќе денес ги снемува пред нашите очи. Интересен е неговиот интерес за разновидни жанрови портрет, акт фигура, пейсаж, староградска архитектура, мртва природа, за разни теми и технички масло, акварел, цртеж, пастел.
Спомен галеријата Вангел Коџуман е сместена во централното градско подрачје и се користи како уметничка галерија во која има постојана постава на слики поклонети од уметникот на општината на Струга. Во истата се одржуваат и други изложби подготвени од ликовниот оддел. Центар пак за култура браќа Миладиновци. Центарот за култура браќа Миладиновци бил основан во 1959 година, а во 2004 со одлука на владата на Република Македонија, Центарот за култура браќа Миладиновци е прогласена како национална установа. Отворањето на меѓународната поетска манифестација Струшки вечери на поезијата традиционално отпочнува пред платото на Центарот за култура браќа Миладиновци во Струга со читањето на песната Тг за југ на Константин Миладинов. Покрај меѓународното поетско читање Меридијани се одржуваат и повеќе промоции и манифестации од најразличен карактер во текот на целата година. Имено Центарот за култура во Струга ги обединува сите заинтересирани за културата и уметноста од најмалите до повозрасните. Центарот за култура браќа Миладиновци е центар на повеќе случувања, концерти на класична музика, ликовни изложби, театарски представи, јавни трибини. Таму има и градска библиотека, која е сместена во зградата на Центарот на културата и била создадена на 18 ноември 1944 година, како прва установа од областа на културата. Во рамките на матичната дејност, библиотеката имала широко развиена мрежа на подрачјето на Струшкиот регион, каде делувале 12 подрачни библиотеки, денес активни се само 2 во селата Вевчани и Лабуништа. Современите библиотечни трендови на планот на матичната дејност денес се заснуваат врз развојот на библиобусната служба, која веќе почнала да се користи во Македонија. Библиотеката располага со фонд од околу 90.000 книги. Во библиотеката е извршена целосна стручна обработка на книжевниот фонд и истата на своите корисници им нуди азбучен фонд, стручен фонд и каталог на наслови. Струшките вечери на поезијата е најголемата светска поетска манифестација што се одржува секоја година во Струга, Република Македонија. Манифестацијата е основно обележје на Струга како туристички центар и на неја присуствуваат најмалку 200 светски познати поети. На поетскиот фестивал меѓу другото се доделуваат и најголемото признание за целокупна поетска дејност Златен венец и наградата браќа Миладиновци за најдобра поетска книга на македонски јазик. Односите. Ревијата на народни носи е културна манифестација која започнала да се одржува во 1971 година и има за цел да го презентира фолклорното богатство на народната носија и вес од нашите народи и народности. Ревијата е туристичка манифестација со традиционален карактер и се одржува секоја година во првата половина на август. Ревијата има надпреварувачки и забавно музички карактер, а дефилето низ улиците и кај на реката Црндрим представува посебно доживување за гостите. Во ревијалниот дел на манифестацијата се прикажуваат народни носии ергенски, момински, зетовски, невестински, детски, старски и друг вид носии од сите народи и народности кои живеат во Република Македонија. Во забавно-музичкиот дел од манифестацијата со изворна програма се представуваат народни песни, ора, обичаи, поговорки, а се изведуваат од страна на културно-уметнички друштва, групи и солисти на народни инструменти. Изложбата на народни носи и везови е дополнителна манифестација на која се презентираат народни носи и везови од Република Македонија. Од страна на туризмот. Поради Охридското езеро и богатото културно-историско минато, Струга има развиен езерски културен туризам. Самата манифестација Струшки вечери на поезијата привлекува голем број на домашни и странски туристи за време на летото од целиот свет. Во летната сезона во Струга и околните места престојуваат илјадници туристи. Старите стружани за туризмот велат: кога ќе пукне туристичката сезона, Струга наеднаш се изменува, не баре низ чаршијата пројурил Свети Ѓорѓе на бел коњ и со копје им ја пуштил застојаната крв и се разживеало. Инаку познати личности од Струга се Христо Матов,
македонски револуционер и еден од идеолозите на Македонската револуционерна организација, Димче Шипинкаровски, македонски иноватор, пронаоѓач кој со помош на електролиза ја направи првата кола на вода, Наум Петрески, познат македонски пејач на народни песни, Наумче Мојсовски, македонски ракометар, член на Македонската ракометна репрезентација, а од писатели браќата Миладиновци, Димитар и Константин Миладинови, македонски преодбеници и собирачи на народното македонско творештво, Ристо Крле, писател, Вангел Коџоман, сликар, Владо Малевски, македонски писател и автор на химната на Република Македонија "Денес над Македонија се раѓа", потоа Димитар Несторов, втор председател на Народното собрание на Република Македонија и основач на Медицинскиот факултет во Скопје, Разме Комбаровски, писател, Димитрije Дурацовски, писател, Ненад Јолдевски, писател, Мирче Клечкаровски, македонски поет и познатата Деспина Дела Каваева. Тоа беше, почитувани слушатели, се околу Струга, знаменитостите, историјата и така натаму. Од идната емисија со нашиот радио Караван одиме према Преспа и градот Ресен и Преспанското езеро. Јас сум роден покрај дривот, кај што гале небо гали, а на кеј од старо друштво зората ја дочекува. А на кеј од старо друштво зората ја дочекува. Една младост јас се струга, а како струга нема друга, тука песната се раѓа, како далга езеро. Една младост јас се струга, а како струга нема друга, тука песната се раѓа, како далга езеро. Шепотот на реката да слуша мојта приказна, шепоти ми мојко ти за некои нови љубови. Тука прв пат свирев пев, тука прв пат љубев верно, никој друг во мојата душа, освен тебе не остана. Никој друг во мојата душа, освен тебе не остана. Една младост јас се струга, а како струга нема друга, тука песната се раѓа, како далга езеро. Една младост јас се струга, а како струга нема друга, тука песната се раѓа, како далга езеро. Шепотот на реката да слуша мојта приказна, шепоти ми мојко ти за некои нови љубови. Шепотот на реката да слуша мојта приказна, шепоти ми мојко ти за некои нови љубови.
Вечерва од вистината на Македонија и вистинската историја на Македонија, повторно ќе позајмиме од нашиот познат сонародник битолчанецот Ристо Ивановски, кој мислам дека е еден од најдобрите познавачи на македонската историја во светот, па и пошироко. Еве што пишува. Како наслов, Ристо Ивановски пишува: Бугарското собрание Лудница, тоа е 10 декември 2020 година, кирилицата на Петар Велики станала бугарска. Глаголицата на Константин била во употреба во Босна, а во Далмација и Истра до 1927 година. Бугарското собрание пак денес на 10 декември 2020 е 100% Лудница. Латинизираната кирилица ја прогласила бугарска. Стојан Прибичевич го пишува ова. Интересно е тоа што кирилицата почнала да се употребува во Бугарија за времето на Симеон, а глаголицата била усовршена во Охрид од учениците на Кирил, Климент и Наум. Тој и Наум ја основале така наречената Охридска книжевна школа, низ чии часови по глаголица минале 3500 ученици кои станале учители и свештеници. Глаголицата преживеала 3 века, но кирилицата е во општа употреба од 12 век. Сектата на богомилите во Босна продолжиле да ја користат глаголицата се до 15 век. Причината поради која кирилицата успеала да се наметне е нејзината едноставност. Еве Димитри пак Оболенски што пишува. Во 1069 година Византија даде административно овластување, но не и независност, преку Далмација на Хрватското кралство и словенската глаголска традиција станала културно наследство на хрватскиот народ. Тоа достигнало најбогат процут во 14 и 16 век. И се уште не исчезнал. Словенската литургија на римскиот обред се празнува денес во крајбрежните градови Пореч, Пула, Риека, Сењ, Задар, Шибеник и Сплит, како и на островите Крк и Хвар. Проповедите, напишани на глаголска азбука, биле генерално употребувани во црквите на овие диоцези до 1927 година. Глаголицата од Солунско со својот лав станала символ во Далмација и Венеција, а од Бригија или Брзакија богот Арец, односно Арес, Јарец, бил донесен во Истра, а и затоа Јарецот, прчот во Истра, си обстоиле се до денес. Следи лавот со богот Арес во 9 век им припаѓале на античките македонци со Хомеров јазик, кој бил самословенски, чии чеда биле се само етнички македонци. Споредувајќи ја глаголицата од времето на Константин Филозоф, обстоила дури и во 1927 година. По ова што било со глаголицата не било истоветно и со она што овде се наведе, но кирилицата е во општа употреба од 12 век. Следи ова се потврдува и со доказот што руската, српската, бугарската и македонската азбука не се кирилски азбуки, како што кирилицата почнала да се употребува во Бугарија за времето на Симеон, туку таа за време на Петар Велики била латинизирана. Ова се гледа и според обликот на денешните словенски азбуки, тие се многу послични на латинските слова отколку на глаголицата и кирилицата, која е во општа употреба од 12 век. Па и затоа се кажа и ова. Причината поради која кирилицата успеала да се наметне е нејзината едноставност. Токму нејзината едноставност била поврзана со тоа што таа била латинизирана во Русија. Со тоа што бугарите, римјаните или ромејците, Константин и Методи од македонскиот Солун, кој никогаш не бил бугарски, ги прогласува за бугари, а дури руската латинизирана кирилица која станала опрво само српска и рускиот јазик го попречувал создавањето и на српскиот јазик, па српската азбука, а тек потоа и бугарска, што важело и за македонската. Кирилицата да биде бугарска, Бугарија била и е само вистинска лудница. Бидејќи Русија го создало книжеството Бугарија со руски јазик, бугарскиот е близок на рускиот. Германската бугарска држава само од 1908 година со јазик 2,2 на 20 век, а тоа кажува Штепан по 1974 година. Тоа беше дел од вистинската историја на Македонија, за која не запознава нашиот познат сонародник Ристо Ивановски, на кој од се срце му благодарам.
да одиме со крајот на нашата вечерашна емисија, кликнете на Subscribe. Со тоа ја поддржувате и радиопрограмата Глас од Македонија. Граѓанска иницијатива. Тоа е македонскиот народ кој направи декларација против промена на уставот на Македонската православна црква Охридска архиепископија во Православна црква на Северна Македонија Охридска архиепископија. Апелот до целиот македонски народ е да ја потпишете оваа декларација во одбрана на последниот темел на македонската држава како македонско. Јавете се кај мене на 647-780-6549 за повеќе информации. Да го повторам телефонот 647-780-6549. Бидејќи се ближи и денот на мајката, токму вечерва одлучив да се представам со една песна посветена на мојата покојна мајка. Живееше врзана за домот, за своето родно село, неигранки седенки. Умре, оставајќи му ја душата на плочата која ја покри. Кога би можела, само за миг ако би можела, ќе го украдам духот овдешен, ќе се искачам високо, високо и одозгора ќе извикнам: стани, мила моја мајчице, макар за миг да ги видам твоите испиени очи и да ти кажам дека знам, и јас знам, душата твоја е вечна, исто како што ти си ми вечна. Ти си ми се што имам јас, зошто не си крај мене? Се разболев, мајко, јас без тебе. Зошто не си крај мене? Се разболев, мајко, јас без тебе. Скитник сега сум по свето, мајко, 9 години, мојта младост помина, лице моје ми овена, мојта младост помина, лице моје ми овена.
Did you know that the Voice of Macedonia has been producing its radio show for 53 years and is the longest running radio program in the diaspora? And now we have extended our programming to reach listeners all around the world so that everyone everywhere can enjoy our curated programs on YouTube. Hit like, share, and subscribe, and leave us a comment. Се наближуваат и последните минути и од ова наше петочно издание на Глас од Македонија. Се надевам дека и овој пат се разонодувавте со песната и зборот македонски. Благодарејќи ви за вашето ценето внимание, слушајте не в недела од 6 часот навечер на брановата должина 101.3 FM, како и идниот петок од 8 часот навечер на YouTube. Вашиот уредник и водител Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ и пријатен викенд.